Вие сте хендикепирани во однос на мојата генерација и немојте да се курчите дека од вас почнал светот. Ние само бевме ебана странка, дечко, затоа што се родивме во една држава во која што не воспитуваа под еден систем, каков таков, и ја доживеавме судбината така подучени, не научени до крај, да ни се измести плото од подносете да завршиме во еден сосема друг систем. Затоа делуваме глупаво, неснодливо, можеби во твоите очи. Зборам за оваа генерација моја која што не е политички определена, која што е вон секоја партија, која што не прави милиони од тендери и т.н., која што не седи на маса заедно со најобични клошари што немаат 2 грама школа, ама што знаат со насилство или со снаодливост да прават милиони. Затоа што знаат да се бутаат, затоа што се снаоѓаат, затоа што се снашле. Немој, молим те, гледам што се случува наоколу. Гледам, сите имаме деца. 2 книги немаат прочитано живот, сакате да бидете конкурентни со нас. Факинг не можете, не сте способни. Ке ве изедеме за доручек. Ке бидеме сиромашни, сме сиромашни, не сме успеале да направиме 10, 20, 50, 100 милиона евра, да возиме вакво или онакво ауто од 100, 200, 300 илјади евра, тоа препуштам на вашата генерација. Вие сте поснаодливи, растевте во еден сосема друг систем, каде научивте дека парите се све, дека интересот се све, дека материјалното е се. Али да ти каже едно човек што е малце поначитан од тебе, од твојата генерација, шеве, керка ми гледам како барата со ChatGPT, таа најмалата, што има непуни 13 години. Ја уште не сум ја симнал апликацијата. Да ти кажам една работа. Заборев у пизду. Небитно. Ние. Заборев да му ебе матер, имам логореја. Тури му. Ај, годините и да му ебеш матер, бил треба да бем. Сакам нешто важно, епохално да кажам за видео. Тури му, јас, мене ми се дешава, пошто импровизирам јо. Така што, ова обраќање, соберете се и вие малце, немојте да мислите дека сте го фатиле Бога за онаа работа, под број 1. Под број 2, ова е некој отрезнување за останатите, што го сочинуваат јавниот дискурс, или јавноста, и вие не летајте. Све што сјае, не е злато. Токму ваков стих има во една песна на познатиот хард рок бенд Led Zeppelin, или група музичка Led Zeppelin, а стихот е во песната, една легендарна нивна песна, се вика Stairway to Heaven, или Скалила кон рајот. Нормално ова е позната крилатица од многу поодамна, но еве сега мене ми текна асоцирајќи се на песната. Ако си ги слушал Led Zeppelin, мислам, ако не си ги слушал, нема да можеме пане што да правиме муавет. Не е битно. Еве ти кажав како ChatGPT да су. Се што сјае, дечко, не е злато. Тоест на јавност е ова посочено. Не летајте одма ако видите некој дента направил. Тоа е она што збореше, каже оваа будала Енди Ворхол. Асановиќ, си ви чуо за Енди Ворхола? Знаеш кој бил Енди Ворхол? Кралот на поп-артот, друже. Имаш читано за него нешто? Знаеш кој или треба да го изгуглаш, да го прашаш овој ChatGPT? Па знаеш што рекол Енди Ворхол? Енди Ворхол рекол, секој ќе дојде време кога секој ќе биде славен 5 минути. Ова е тоа време, Хасановиќ. Ова ти се случи тебе. Пази, можеше да бидеш и Асановиќ, и Тасевски, и Трајковски, и Адеми, и Ашари, можеше да бидеш и Давутоглу, и не знам кој било друг. Значи, не го сваќа ова како навреда. Само целта ми е спуштате ја топката. Муабетот ми е не сте го фатиле Бога за муда. Можеш да бидеш било кој од овие. Па ми летна мислата. Многу имам логореја. Ти сега ја живееш, тоа ми беше. Ти сега го живееш она што го има кажал на Енди Ворхол во 60-тите години на минатиот век. Го осети како е. Супер, немам ништо против. Свати колку е добро. Даде една изјава за исто така површната јавност која што е растена на преживана храна, некој што ја прежвакал и што ја фрлил да ја допрежива, ти у нивните очи станат звезда. Тоа е она што го збореше Енди Ворхол. Ке дојдеме, вика, до таков степен на цивилизацијата. А тоа беше фактички негова критика. Ке дојдеме до степен на цивилизација кај што секоја будала не си ти во моментов, да се разбереме, но гледаме такви будали што стануваат звезди преку TikTok, ако вака се намести на кревет и ја слика камерата само тука, овој дел, и како вака се клати, да се помисли дека него ја трти од позади, а оно уствари појма немам, го мести чаршафот на душекот што е под неа, кој ќе се прошири кадрот и кој ќе видиш. И на тоа стануваат славни и добиваат милион кликови.
Енди Ворхол секој ќе стане славен барем 5 минути, ќе биде славен барем 5 минути. Многу тупки имате за да можете да се курчите. На овие можете, Хасановиќ или извини како се презиваш, пак може грешам. На овие можете да им се курчите у партија. У Дој, у Влен, што имаат 2 грама школо. И што исто така прочитале, ни пола страна не прочитале, не пола книга во животот. Да, важи ова што ти го кажеш. За нив сте Тесла. За нив сте Ајнштајни. Ама со едни други поединци, една друга групација на таа генерација, по која што ти толку лесно ја подценуваш и ја газиш, со нив не можете. Не сте им ни до глуштовите на колената. Седи со некој од мојата генерација што ги има прочитано книгите што делумно ги споменува в авторите, филмовите, што читал за појма немам за барокот, за ренесансата, за појма немам антиката, за предантиката, палеолитот, неолитот, за Крит и Микена, за Курсе тресе Месопотамија и Стар Египет и Курсе тресе овона. Ке сватиш колку си инфериорен да седиш со некој таков ерудит, со некој тип со енциклопедиско знаење. Джабе ти е ChatGPT, дечко. Од јон додека ти кажува, ти не можеш да го прашуваш ChatGPT што овој ти кажува, а овој другиот од негова генерација тука више му одговара или му контрира, пошто не се слага со него. За што правиме му? За Скопје правиме. Скопје, не знам. За Скопје. Градоначалници, пример за Скопје, кандидати. Да ги прашаш еден архитект да ти кажат светски. Верувај ми, нема да знаат. Нема да знаеш ни ти сега да ми си тука, да го немаш мобилниот до тебе да го прашаш ChatGPT, да те прашам, кажи ми 3 светски архитекти, познати. Може и умрени да се више славни што се. Кур мој ке ми кажеш 3. Еве ти гарантирам, со 2 раце вака ќе потпишам. Не знаеш. Тоа сакав да кажам, ако малце затупев, сори. Ама стварно ми иде на нерви ова и некој ќе каже нешто, не си ти тука причината, дечко, стварно. Мислам, многу те поштоем, може си образован и паметен си, не е тоа спорно дека си ти паметен дечко и добро воспитан се гледа и све е тоа супер. И елоквентен си, све е тоа супер. Моабетот ми е површноста, леснотијата на тоа колку лесно девалвирате твојава генерација. Не си само ти тука прича. Многу лесно девалвирате. Како од вас да почнал светот, кур мој почнал од вас. И немојте да мислите дека она што е сега денес нема да биде девалвирано утре. Затоа што ти мене ми зборуваш за мода. Ја тебе ти зборувам за темели, за образование. За темели, бе, дечко. Вие сте како вејки на ветрот, со една прочитана книга у живот, со ниту еден изгледан филм од оние автори кои што ги направи, кои што милиони пропушти, стотици други пропушти. И музики слушани од класики до пичке си материне, современи, од джез, од пичку матер. И исто тие другите, кои што толку лесно можете да ги воодушевите, затоа што сте исто толку површни како и вие што сте површни. Па вие ќе кажете нешто, и они, wow, is he fucking Albert Einstein? А мора да е Einstein, јеби га. Не. Никојаш овде на ова fucking Facebook не сум се курчал со овие работи. Јам презир кон овие работи. Таму другата соба јам уште една ваква со толку. Све се одбрани книги. Кој се разбира, кој може нешто да прочита, ќе види колку се одбрани овие книги. Овде не можеш глупа книга да најдеш. Не можеш. 80% од тоа е прочитано. Никој не сум кажа, ги презирам денес книгите. Ги презирам. Јас сам имам 8 напишано. Имам награда за најчитан писател во Македонија у конкуренција на домашни странски автори во 2013 година од Климент Охридски од библиотеката. Највише мене ме читале поише од Ден Браун и Коелја. Ги презирам. Затоа што сватив дека живам во цивилизација која го презира образованието. Го презира умот. Ги презира интелектуалците, ги презира ерудитите, ги презира луѓето со енциклопедиско знање, ама затоа може за 2 секунди да падне на гъс од некој си пилиштар вчера излезнат од инкубатор кој што ќе каже некоја реченица и ќе остане епохална дента и у наредните 2 дена. И сите ќе зборат за неј, у 5 минути ќе добија страот на придот. Вау! Тесла! Fucking Тесла! Не.
Тоа само зборува за степенот до кој што сме ние дојдени, а за тоа не се криви мојата генерација, ниту оние дилбери. Они се криви до душа, ама сосема друга е причината за ова што површноста до која што денес дојдов. Смислено, програмски, со години. И инженерство за да се дојде до оваа дајджез култура, до оваа дајджез цивилизација, многу го најчо.